Почитувани присутни, Битола никогаш нема да го заборави тоа злокобно мартовско утро пред 80 години, кога за последен пат 973 еврејски семејства го пречекорија прагот од своите домови. Им било речено: понесете нешто вредно за попат, за да ви се најде. И тоа нешто вредно им било одземено. Истиот ден, со 14 сточни вагони почнала депортацијата на битолските евреи. Првата станица бил логорот кај Скопскиот монопол. Следната и последна Треблинка. Нивниот најголем грев бил што се евреи. И толку. За фашистичкиот проект за чиста раса тоа било доволна причина. Денеска не им судиме на злосторниците и на нивните слуги. Не. Денеска го чуваме од заборав нивното злосторство за никогаш да не се повтори. Споменот на направеното злосторство е најголемиот кошмар за злосторниците и нивните поколенија. Едно е да наведнете глава од почит, а сосема друго е да ја наведнете од срам, иако и за тоа треба да се има доблест. На 11 март битолчани секогаш ја наведнуваат главата од почит за своите 3350 жители, македонски евреи, за никогаш да не се повтори. И денеска ќе бидеме дел од поворката на живите, минувајќи го молкум патот кој го врвеа оние кои не се вратија. Ќе му оддадеме почит на доктор Хајма Браванел, првиот лекар специјалист кој Битола го памети како врвен професионалец и голем човек кој го подигна здравствениот дом во Битола. Кога по Скопскиот земјотрес ке заминат за Израел, неговата сопруга, според сеќавањата на внуката, често пати велела: тука градам нов дом, а се што имам е во Македонија. Денеска ќе оддадеме почит и на храбрата Естреја Овадија со партизанско име Мара. Загинала на неполни 22 години, бранејќи ја својата Македонија од фашистичкиот окупатор. Прогласена е за народен херој. Естреја била една од стотиците македонски евреи кои им се приклучиле на партизанските одреди заедно со мојот дедо. На пругата ќе оставиме каменчиња како символ на вечно паметење и молитва за почит кон оние кои неповратно беа одведени. Зашто, драгите луѓе, никогаш не ги погребуваме, нив ги испраќаме. Нека им е вечен споменот, никогаш да не се заборави, за никогаш и никому да не се повтори. И покрај сите материјални сведоштва, некои и по 8 децении го негираат Холокаустот. Ним и денеска, од антифашистичка Битола ќе им порачаме, никогаш повеќе.